Советот на општина Кочани по итна постапка ја одржа 63-та седница со само 3 точки на дневниот ред. Меѓу нив, главна беше ослободувањето од плаќање на доместок за уредување градежно земјиште, односно од комуналии, на проектот за изградба на дом за стари лица. Седницата почна со едноминутна почит кон настраданите во трагичниот пожар, а потоа беше констатирана оставката од функцијата што ја поднесе советничката Кристина Атанасова Арсова. Во образложението за итноста на седницата, од општинската администрација беше нагласено дека треба да се запази рокот за аплицирање за финансиски средства, што владата ги доделува како поддршка на општините од така наречениот унгарски кредит. Дополнително, дневниот ред беше дополнет со предлог за поднесување други инфраструктурни проекти за кои ќе се бара помош од државата. За домот за стари лица беше нагласено дека со правичниот проект објектот бил предвиден со капацитет од 210 лица, а потоа по барање од надлежните државни институции е намален на 141 лице. На оваа фаза ние сакаме да го аплицираме првата фаза од проектот, а тоа е градежништво и архитектура, така да со овие средства ќе биде изграден објектот Карабин. И затоа ни е потребно, за да може да добиеме одобрение, ни е потребно да се донесе одлука за ослободување од плаќање на комуналии, како би можеле уште денес да го изготвиме одобрението, бидејќи треба да се однесе до Скопје да се одобри, и затоа ова хитна седница. Локацијата за домот за стари лица останува непроменета, односно е во кругот на поранешната касарна, каде што се наоѓаат и територијалната противпожарна единица и доброволното противпожарно друштво. Согласно методологијата за распределба на средствата од унгарскиот кредит, општина Кочани по глава на жител има одобрено средства од 262 милиони денари. Изградбата на старичкиот дом е 266 милиони 191 325 денари. Тоа е по проект. По спроведена јавна набавка очекуваме да се намали тој износ, доколку се јават повеќе заинтересирани страни за изградба. Дополнително беше нагласено дека општината ќе аплицира за пари од унгарскиот кредит со проекти за подпорен ѕид на улицата Стамен Манов, сервис на улица 1 мај, дел од улицата Рајко Жинзифов и основен проект за канализација кај фабриките Руен и Атом. Апликацијата е на 352 милиони денари, значи во овој момент ние аплицираме со повеќе средства од 90 милиони денари. Со јавните набавки на овие сите апликации се надевам дека ќе бидат одобрени. Јас очекувам минусот на средства кои што општина Кочани треба да ги покрие да биде околу 50 милиони денари, кои што не се никаков проблем во наредните година-две да бидат покриени од општината. Во дополнително предложената точка на дневниот ред на седницата беа образложени проектите за кои исто така ќе се бара поддршка од државниот буџет. По нас познато како Јужен буливар, тоа е делот на влез во град Кочани од магистралата од Градовци до Основен суд. Овој проект во овој момент не го аплицираме, бидејќи сме во фаза на добивање на согласност од Министерство за животна средина сектор води, но се надевам рокот за апликација е 30 април. Ние до 30 април мора да имаме одобрение за градба. За овој проект до 30 април не можеме да го стасаме, но се надевам дека за месец-два ќе комплетираме документацијата и ќе може да имаме одобрение за градба. Овој проект е од износ од 118 милиони 579 илјади денари. Друг проект за кој што имаме извадено одобрение е реконструкција на дел од улица Евлија Челебија од 25 милиони 893 илјади денари, дел од улица Белкамен од 15 милиони 263 илјади, Пешачка улица 8 и дел од пристапна улица 1 Кочани 2 милиони 999 илјади, изградба на улица Кирил Дзамбов од 16 милиони 675 илјади денари, осветлување по никва фаза 1 износ од 8 милиони 249 илјади денари. Тие ни се мапирани како приоритетни
да речем улици. Советниците дадоа подршка на предлогот да се бара финансиска помош за овие проекти, а на крајот од седницата ВД градоначалникот Венко Крстевски информираше дека од Црвен крст е добиен список со општини кои донирале финансиска помош за настраданите во трагичниот пожар. Вкупната сума е 19.641.620 денари. При тоа тој упати апел до другите општини да се вклучат во оваа хуманитарна активност. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.